Љубовна песна. Песнава е за тебе, драга Теодора, да ти кажам нешто, сега јас морам. Иако сум силен, ти си моја слабост, но некако еве сега собрав храброст. Да ти кажам што чувствувам кон тебе и да го симнам овој товар од себе. Ти си светлината што го руши мојот мрак, но не знам дали е обратно, дај ми знак. Се надевам дека ќе бидам правилно сватен, ти ме правиш посреќен и од медалите по карате. Сега оваа песна се ближи кон крај, но секогаш си ми во мислите знај. Ми требаш како на морнар што му треба ветар, за секогаш твој Обадич Петар. Со оваа песна петтоделенецот Петар Обадич, ученик во основното училиште Братство Миđeni, стана клучар на детското царство, титула со која се здоби на меѓународен надпревар во Босна и Херцеговина. На конкурсот од оделението на Петар биле испратени повеќе творби пишувани на слободни теми, но единствено неговата била наградена. Со неа тој го освојува и второто место на литературниот конкурс, распишан по повод 23 април, Светскиот ден на книгата и на библиотекарите на Македонија, организиран од Националната установа библиотека Кочо Рацин Тетово. Јас со песната која се вика Љубовна песна освоив 3 награди во 2 конкурси. Етниот беше за да влезам во наградата Клучар на детското царство, а вториот беше самата награда Клучар дечијeg царство, а третата награда беше од самата градска библиотека во Тетово. Јас добив многу голем број на книги, дипломи, клучеден и мајца, која ќе носам до година и понатаму. Би сакал да го искористам овој момент да и се заблагодарам на мојата наставничка Даниела за се што ме научи овие 5 години. Во текот на годините со самото растење на учениците, секоја година учениците напредуваа се повеќе и повеќе во однос на развивање на поетското нивно изразување. Посебно овие изминати години, овие 2 години, кога како изборен предмет е творештво, во кое што имаме говорно, ликовно и музичко творештво, до израз дојдоа нивните способности, карактеристики и подлога која што се тлееше и се влеваше уште од прво, втори, трето оделение. Петар Обадич, како и многу други деца, во оделението учествувавме на конкурс кој што го видовме во списанието Развигор, кој што моите ученици исто така го редовно го земаат еднаш месечно и тука преку читањето на детските списанија се развива нивниот талент за пишување. И кога го видовме овој балкански меѓународен фестивал на микрофилм, организиран од страна на Дечие царство Микрофилм Бања Лука, во Босна, со голема желба и интерес учениците пристапија кон пишување на творби. Испративме многу творби на нивната мејл адреса, темата беше слободна и Петар, од сите ученици, Петар доби право, прво ми се јавија, лично организаторот на микрофилм од Бања Лука, ме побаре и ме извести дека Петар Обадич се здоби со право на учество на нивниот фестивал, за кој што ние требаше да одиме во Бања Лука и пред нивната манифестација, 3-дневна манифестација, да се прочита и со тоа добива право Петар на учество во тесниот круг на кој што може да биде награден. Меѓутоа, поради финансиски причини, ние не отидовме и во негово отсуство жирито одлучи, благодарение на успешноста на неговата песна, која што сигурно ги допрела сите, да биде награден и со една нивна награда, односно да биде прогласен за клучар на Дечијeg царство, да се клучар на нивното детско царство. И благодарение на нашите колеги кои што отидоа во Бања Лука, тоа се колегите од Симче Настевски Вратница, на кои што морам да им искажам јавна благодарност, бидејќи и колешката Бети Ефремовска, која што благодарение на неа успеавме да дојдеме до сите овие награди, да не ги чекаме да доаѓаат
по пошта. Им изразувам јавна благодарност и на училиштето и на колешката. Задоволството за добиената награда на Петар ја делат сите негови соученици. Јас со Петар се запознав во прво оделение. Тој беше многу добар, но и од секога сакаше да пишува текстови, но и песни. Од прво оделение Петар беше многу добар пријател и исто така тој сите овие 5 години вредно учеше. Многу добар другар, со сите се дружи, не прави дискриминација помеѓу женскиот и машкиот пол. До сега има напишано повеќе песни, со сите се дружи, спортот и пишувањето на песни му е најомилено хоби. Јас си се надевам и сите мои соученици го споделуваме задоволството, бидејќи тој не само за себе, тој придонесе со неговата награда за учеството во овој надпревар, тој придонесе за зголемување на успехот на цело наше оделение. Тој неговата песна ја напише во моје присуство, тој ја напише на славата на едни наши кучни пријатели. Ето така ја напише на еден свет ден и му се оствари неговата желба. Неговата желба беше да освои некоја награда и таа му се оствари. Среќен сум што Петар постигна голем успех. Иако сме ривали во спортските тимови, исто така тој ми е најдобар другар. Петар е добар другар, добар пријател, дружелюбив и уште од прво оделение сака многу да пишува песни и текстови. Петар е исто така добар другар, дружелюбив, има многу петки, тој го сака многу спортот. Петар со нетрпение го очекува и летниот одмор со неговите родители, на кој, како што вели, со себе задолжително ќе понесе и тетрадка, за да има каде да твори во моментите на инспирација. Моите планови за летниот распуст се сега за еден месец да одам во Грција на одмор и таму сакам да понесам голем број на книги и да ги прочитам. И еден тефтер со кој ќе можам да пишувам песни. Целосниот снимен материјал во оделението на Петар Обадич ќе имате можност да го гледате во недела во 11 часот и 15 минути во детската емисија Тути Кидс.